Изненадување за сите приреди денес штипскиот градоначалник Сашко Николов, па освен очекуваниот класичен прес настап, новинарските екипи и присутните видоа интересна дебата на лице место. Во својство на што? Согласно кои утврдени законски надлежности, градоначалникот на општина Штип и неговите блиски соработници воведуваат ред во пунктот за вакцинирање. Дали е вистина дека градоначалникот не само што воведувал ред, туку и преку ред ги вакцинирал членовите на СДСМ, нивните блиски, роднини и пријатели. Откако внимателно го ислуша пресот, право на одговор побара Николов. Завршивте само право да дадам одговор на прашањата. Општина Штип го направи вакциналниот пункт, односно логистиката во градењето заедно со приватниот сектор учествуваше во градењето и функционирањето и обезбедувањето на овој вакцинален пункт. Ако мислите дека тие 60 годишни луѓе се сите од СДСМ, а другите 60 од ВМРО не ги вакцинираме, онда сте во заблуда, господине. Но бидејќи ниту прашањата, ниту одговорите им беа доволни на двете страни, дебатата продолжи уште посилно. Значи, ми одговоривте на главното прашање во својство на што и согласно кои законски утврдени надлежности вие како градоначалник ставате ред при вакцинирањето, бидејќи во националниот план што е донесен од владата на Република Македонија, во табеларниот приказ надлежни институции за спроведување на имунизацијата, општините ги нема. Добро. Затоа кои се надлежни институции? Министерството за здравство, Добро. Центарот за јавно здравје, Добро. Они се Агенција должни за лекови. Вака се, ќе прекинем маце пошто ги мешате работите. Така јас. Министерството за здравство, Агенцијата за лекови, ФЗОМ, сите тие се институции надлежни за извршување на вакцинацијата. Сето за имунизацијата и вакцинацијата. Сето оно што е поврзано со правење ред, доаѓа Црвен крст, доаѓа општина, доаѓа полиција, доаѓа војска. Очигледно, инспириран од моментот, градоначалникот Николов настапот во живо и на отворено го заврши мощно и енергично. Тоа има во националниот план за имунизација на населението од COVID-19, дека општините треба да воспоставуваат ред. Редот не може да го воспоставува здравствениот работник. Значи го нема. Јас сум здравствен работник. Значи го нема. Здравствениот работник не може да воспоставува ред. Не може да воспоставува ред. Внатре имате од општината луѓе, од Црвен крст луѓе, од полицијата луѓе, од војската луѓе. Ја не ја разбирам вашата потреба да омаловажувате нешто што е заопшто добро. Дали сме вратиле, ни еден човек не е вратил. Нели е срамота ова што го правите како ВМРО? Нели е срамота ова што го правите како ВМРО да поставувате прашања? Согласно кои законски надлежности. Дојдете, може ли да отидеме да ги провериме граѓаните што чекаат ред за вакцинација? Дали градоначалникот внел човек преку ред за вакцинација? Еве тоа ќе направиме, ве молам, интервјуирате било кој што чекаат луѓе во таму. Не ги познаваме луѓето, дели не се од Штип. Ви благодарам на сите. Ви благодарам, јас ве повикувам вас новинарите да извршите едно истражување дали навистина има членови СДСМ кои што преку ред се вакцинираат. Ви благодарам. На пресот на ВМРО ДПМН реагираа и од СДСМ. Ние како партија на власт и како општествено одговорна партија повикуваме на масовна вакцинација, затоа што таа е единствениот спас од оваа пандемија, но и кон подобрување на економската состојба. СДСМ го поздравува ангажманот на градоначалникот на општина Штип и локалната самоуправа за управување со процесот на вакцинација, која се одвива непречено. Стои во соопштението.